Засега никој нема да сноси одговорност за незаконските исплати на бонуси кои чинат 4,6 милиони евра, пари на граѓаните во веќе згаснатото СЈО. Ревизијата која беше направена по барање на обвинителството со кое раководи Русковска покажа дека обвинителите кои работеле со класифицирани предмети добивале плюс пари на своите сметки. Сепак, обвинителката не сакаше да го коментира извештајот, а на прашање дали ќе биде покренато обвинение за овие пари, рече ќе почекале уште еден извештај. Баснословните суми кои си ги делеле обвинителите ја разбрануваа јавноста. Покрај тоа, во фокусот е и забелешката на екс-шефицата на СЈО Јанева. 4 години немаше проблем со исплатата, а се појави дури сега погаснење на СЈО. Шефицата на СЈО, која е осудена на 7 години затвор за случајот Рекет, вели не ги прифаќала ревизорските извештаи, но топката ја префрли кај другите институции кои дозволувале да пројдат нивните плати. Дали треба да се вклучат двата состави на влади и 4 министри за финансии кои го одобрувале буџетот и исплатите на СЈО без каква било забелешка? За надоместоците на специјалните обвинители, предмет отвори и Државната комисија за спречување на корупција. Оти тие не ги пријавиле дополнителните примања. Антикорупцијска им одредила прекршачна казна и им биле издадени налози на обвинителите да ја платат казната, но тие не ја платиле, оти како што вели претседателката на Државната комисија за спречување корупција Ивановска, не прифаќале дека сториле прекршок. Предметот се уште е во антикорупцијска, но во прекршочната комисија. Инаку, дел од обвинителите кои земале пари на незаконит начин, сега се вратени во матичните обвинителства од каде доаѓаат, но несомнено е дека некои од нив ќе аплицираат и во новото обвинителство за гонење на висок криминал и корупција.